Сликовницата е мој придонес кон зголемувањето на свесноста, прифаќањето, почитувањето. Иако се повторувам на секое, сепак сметам дека навистина треба да покажеме дека ние сите едноставно треба и заслужуваме, особено децата со атипичен развој, се деца, односно личности кои што си имаат име и презиме, кои што ги имаат истите права и не смее никој да ускратува нечие право. Идејата за втората сликовница за другарка и двете маченца е всушност продолжение на првата сликовница од минатата година и едноставно се роди таква приказна да другарко требаше да односно да се прошири кругот на другарчиња на другарко и да едноставно да патуваат на различни планети. Оваа сликовница конкретно е и посветена е на мојата учителка, така си ја викам јас, така е девојчето кое што е моја муза и инспирација, односно е Рато. Девојче кое што едноставно ми е еден вид звезда водилка во се она што јас како идеја го имам, односно претпоставувам дека заеднички го имаме сето тоа, така да приказната си дојде, да речеме, спонтано. Секогаш кога ќе има нешто за Брајлово писмо, сум пресрекна кога е искуцано или испечатено на самото Брајлово писмо, затоа што не секогаш можеме, нели, ние дел од материјалите или било што не можеш да прочиташ ако не е испечатено. Многу ми е мило што бев дел од оваа промоција. Го направив со една голема љубов заедно со мојата колешка Климентина Ѓоршовска, затоа што сакам се што може да се прочита и да биде достапно за децата, да биде на Брајлово писмо, затоа што писменоста ништо не може да ја замени со ништо друго. Така да, ептен ми е мило што успеавме да направиме неколку примероци на Брајлово писмо. Лично за мене, значи, се што може да биде достапно за секого, треба да биде, нели, за лицата со оштетен вид. Мислам дека илустрациите одговараат на текстот, така да едното и другото е навистина една симбиоза која дава едно цело. Многу е важно да им се пристапи на дечињата со нежност, со разбирање, да се има сенс за нивниот свет во кој тие како размислуваат, како живеат, да бидат интегрирани во општеството. Секако дека тие бараат посебно внимание и многу е важно да има што повеќе едукативен материјал кој би се однесувал на оние деца кои немаат таков вид на попреченост и кои се на некој начин треба да им приидат на овие другите, да ги разберат и да соработуваат и да имаат еден позитивен однос према тие дечиња. Идејата дојде невообичаено, да речеме. Мојата сопруга се познаваше со Денис. Денис во времето на ковидот, нели, беше еден од најголемите, најискрените, најхрабрите херои и секојдневно неговите патешествија ги објавуваше на социјалните мрежи. Мојата сопруга рече дека ова е навистина еден убав документ од тоа време, од еден редок аспект кој што Денис го прикажуваше. Раскази може слободно да се наречат, полни со хуманизам, од една подруга страна, нели, на тоа чудно време. Така што тоа беше некоја иницијална идеја, потоа му пристапивме на Денис, го прашавме дали сака сето тоа да го ставиме во книга. Неговиот одговор секако беше позитивен и еве сега, неколку години подоцна, сме веќе заедно на тоа патешествие со негова трета книга. Многу ми е мило и многу е важно да постојат, како што веќе реков,
вакви проекти и сметам дека државата, воопшто општеството треба максимално да се потруди да им подаде рака и на родителите, и на децата, и на оние дечиња кои се без попреченост да учествуваат во целиот процес за интеграција на овие деца, да не почувствуваат дека се различни, бидејќи тие знаат дека се различни, а јас колку што можев и на првата промоција, на првата книга да видам, толку имаат еден позитивен став према животот и толку многу можат да дадат, многу се интересни и многу ми е убаво кога контактирам, бидејќи тоа ми беше со првата сликовница прв некаков поблизок контакт со тие деца и многу ми беше убаво.